спортисти во нашава држава. Еден од нив е човекот кој што дефинитивно е посветен на спортот кој што го прави. Тоа е сенсеј Златко Кесковски. Дајте еден голем аплауз за кендо и аидо мајсторот во Република Македонија, кој што освен што е сенсеј и не се откажува од надпреварувањето и се надпревара веќе колку години, сенсеј? 31. 31 година. И за овие 31 година што се има да направи? Што се имам усвоено? Така. 4 пати светски шампион во џуџицу бев, 3 во свет во карате бев, над 80 меѓународни медали во различни спортови. Последно на 40 години бев балкански шампион во кендо. На 40 години. Тоа значи дека овој спорт не познава возрастна граница, односно се надпреварувате до кога вие сакате. Не познава возрастна граница, бидејќи духот ви е таков. Ако вежбате или тренирате од деца, јас вежбам 37 години, од 6,5 годишна возраст, духот ви е таков. Значи, духот ве носи да уште се надпреварувате, да уште се докажувате, има уште каде. Значи, нема крај, не застанува и тоа е она што, уствари, спортот може да го направи кај еден човек. Ова е навистина специфичен спорт, односно спортска вештина, затоа што доаѓа со една древна култура која што постои многу години и која што се практикува во целиот свет. Што бе се пресудно за вие да започнете да се бавите со овој спорт и колку се дечиња имате вие научено на кендо и аидо во Македонија? Кендо, значи, видите, после еден извесен долг период во карате, значи, јас сум 36 години каратиста, генерално. Овој спорт, ова вештина, која што е развиена во светот, ја немаше во Република Македонија и мојата желба, бидејќи од дете, малечко сакав да познавам вештината, јапонската, древната вештина, самураите, тоа е нешто што ме привлекуваше уште од дете. И решив да влезам во таа вештина, да запознам, да почнам да работам со неја и да донесем во Република Македонија. И тоа се случи пред 8 години. Веќе 8 години екзистираме, имаме над 25 медали на меѓународно ниво. Имаме малечка група на деца, која што генерално со себе, овој спорт и ова вештина носи филозофија во себе, кодекс на однесување, начин на однесување. Секако е колку физичка, толку и ментална, толку и духовна. Нешто што треба да се работи до крајот на животот, значи нема возрастна граница, никога би почнал, никога би завршил, она кое што е многу важно во животот. И нешто што останува до крајот на животот, тоа е филозофијата која што се изучува со кодексот, начинот на однесување, честа традицијата, чести почит, значи она што секојдневно и со младата генерација, меѓутоа нормално и со повозрастните, вештината го носи самата по себе. Значи тоа е честа почита, правдолюбивоста, лојалноста и така натаму, одликите на еден човек како битие воопшто. Рековте дека пред 8 години го донесовте овој спорт во Република Македонија. После 8 години, кога ќе се свртите вака наназад, има ли добри услови за спортување кендо и аидо во Македонија и зошто младите дечиња доаѓаат баш да го тренираат овој спорт и оваа боречка вештина? Па видите, значи нормално нашава држава од веќе 22 години независно од почетокот имаше онакви болести како што има нормално секој дете. Сега во последниот период развојот на условите, односно условите кои што се овозможуваат за воопшто за спортот, не само за кендо и за аидо, се огромни. Напорот на Агенцијата за млади и спорт и воопшто владата е огромен. Го чувствуваме ние тоа како федерација и како клуб и нормален е развојот, нормални се условите. Учителите од Јапонија ги викаме последните 4 години континуирано по еден месец тука, значи развојот нормално и континуирано со посветеноста на државата кон спортот. Тоа се процеси меѓусебни неодвоиви. Така да еве и оваа манифестација денес, која што се одвива на плоштадот, гледате има над 7-80 луѓе пројдоа низ плоштад, деца многу. И што е најважно да се надоврзам од утре до петок низ сите училишта во Република Македонија треба да се одвиваат надпревари, да е во знакот на спорт, да спортуваат децата, да бидат здрави, да имаат добар карактер, да имаме иднина. Иднината е од тие реци. И уште една работа, амбасадор во светот. Значи ние
најголем амбасадор на оваа држава е спортот. Ако ние направиме резултати, не познаваат секој во својот спорт. И знаат со кого имаат работа, и знаат каде се наоѓаме и ке не запознати како нација, и како народ, и како историја, сигурно, и како знаме, и нормално како една држава која што е малечка, меѓутоа храбра и честна во себе. Спортска нација е здрава и успешна нација, тоа дефинитивно го покажуваат сите спортисти. Денеска јас ви благодарам за вашиот разговор. Вие покажавте што всушност значи кендо и ајдо во Македонија, а сите оние кои што сакаат да видат како тоа изгледа, тоа може да го направат таму каде што вашите ученици го презентираат овој спорт и оваа боречка вештина. Ви благодарам, а ние продолжуваме понатаму со денешната наша манифестација.